Кога ќе го споменеме Скопскиот џез фестивал, за некој значи куриозитет, за некој преседан во една ваква држава, толку елитна култура, толку години традиција, за некој значи голем подвиг на еден човек, но за сите до еден значи символ на градот и нешто што во континуитет може да биде гордост. Јас му посакувам добре дојде на Оливер Белопета. Благодарам, добре дојде и на гледачите. Голема традиција на еден фестивал во такви бурни времења, само вие знаете колку влади, колку министри, колку публиката се смени, но мора да признаете дека Скопје има една верна публика која што заедно со вас го одржува овој фестивал. Колку години се намножија? На 30? Па 37. Речи се 40. И речи се 40, убаво што го кажа 40, затоа што планот е секогаш кога се работи некој фестивал мора долгорочно да се планира. Планот фестивалот да заврши или со 37-мо или со 40-то издание. Зошто така? Па добро, има секогаш некои надворешни околности. Не, Добро, сигурно план. не верувам. Тоа е Да. само план. Многу имења јас не можам да си ги добрам во главата, не пак вака во микрофонот. Значи, се она што значи фигура во џез музиката, дојде да го посети Скопје, но не било кога, туку во екот на својата популарност, не како што сме навикнале луѓето кога веќе ќе се пензионираат, кога ќе се изгуби интерес за нив во светските центри да не посетат. Дали ви остана, освен Кит Џерет, некое име што ќе ви биде жал што нема да го посети Скопје, или може би да се надеваме и ние влюбениците во неговата уметност дека ќе го видиме некогаш? Па убаво погледи, да, остана Кит Џерет, затоа што условите и не само финансиски се невозможни за него. Неговиот менеджер беше еднаш во Скопје и кажа дека тој во оваа сала, тогаш универзална, не може да свири поради лоша акустика, иако таа сала во споредба со сега овие што ги имаме се разбира дека е подобра со акустика, меѓутоа од останатите за некој кој ми е жал што не дошол, практично тие повеќе не се меѓу живите како Майлс Девис, например, а од живите има секогаш уште по некој кој сигурно ќе дојде на следните изданија. Фестивалот. Да. Значи, Чик Корија, Метини. Нема да набројам што е толку многу, уште ако ме прашаш. Гитаристите Холсфорд. Обично ме прашуваат кој ти е најомилен концерт и сега нема шансите. Имам ја омилени. Јас имам исто омилени. Ја имам омилени, ама не се работи за еден, има едно 20-30 така. Не можеме да ги доброиме, да. Некако, секако дека американците доминираат, но од Европа, јас подсетувајќи се на се што сум присуствувала, Скандинавија, скандинавските земји и Италија се многу бројни оние што настапувале. Дали е тоа лична преференца некоја или вистина се водечки во светот? Добро, има и од Австрија, и од Франција и така натаму. Една актуелна
дилема и дебата е каков е односот помеѓу американскиот и европскиот джез. Има, јас би рекол, дури една националистичка во некој момент теза, да има мнозина кои сметаат од организатори на фестивали дека европскиот джез е во моментов покреативен од американскиот и дури бидејќи практично сите фестивали со еден исклучок само во Европа се како база работат со public money, значи со пари од државата, дури и самата држава, адекватно министерство им одредува колку проценти треба да има домашни, европски и така натаму. И тоа во секој случај ја не се сложувам со таа теза и сметам и понатаму дека Америка е креативното извориште на джезот. Се разбира со тоа што дека има многу европски музичари кои се исто креативни, дури кои допрва доаѓаат на сцената и джезот се повеќе и повеќе се свири во Европа. Колку да е тој некомерцијален и така натаму. Навистина, скандинавците се практично, ако во 70-ти години Полска беше најдобрата европска земја за джезот, сега се сепак скандинавците, да и италијаните интересно, со сета финансиска криза која имаат кај себе и по поединечните региони, тоа е неверојатна жиловоста на италијанските музичари да бидат вредни и креативни во лоши услови. А интересен и еден друг податок дека Италија останува, дури има една книга за италијанските фестивали, земја со најголем број джез фестивали. Интересно, после белкантото и оперската уметност, зошто од активни луѓе, промотери, од таму доаѓа или заради музичарите? Бидејќи би реков дека сите фестивали практично се спонзорирани од државни пари, не зборам дал на централно ниво министерство или регионално, во зависност во која земја каква е децентрализацијата. Не е до организаторите да го направиле тоа, се разбира дека има добри организатори, туку 70-тите години некоја влада, да не ја кажувам, тоа беше Нели Алдо Моро и така натаму, во делот на културата решила да направи што поголем број на джез фестивали, така да во сите региони имате барем по 10 фестивали. И на север, и во алпските региони и така натаму. И во мали места, се разбира, не се сите по обем многу големи. Решиле затоа што сметале дека со тоа се врши воспитување на нови генерации, кои после 10-20 години треба да имаат некоја завидна општа култура и музичка, водејќи ги економските субјекти, а и политиката. Значи, европската джез мека е Италија и Норвешка, да речеме. Америка се уште доминантна, се разбира, органски предодредена да ги диктира и трендовите. Овие се повеќе за експерименти. Кажете ми, дали се уште, како и толку ревносно, ги посетувате фестивалите и сами ја правите селекцијата на музичарите кои што ќе гостуваат? Денес е лесно, сите се потпреа на интернет комуникација. Дали се уште толку со целата енергија се посветувате на фестивалот? Се разбира, ќе видиме до кога. Во секој случај патувам јас многу. Имаше и некоја посебна причина за тие патувања, ќе ви ја кажам, така да сум чест гостин на европските джез фестивали. Практично ги познавам сите и по еден друг основ, не само по моето
присуство знам и однатре како функционираат. Вие бевте избрани за председател на најголемата мрежа. Бев во управниот одбор на Европската джез мрежа, која е една прилично политизирана организација, затоа што е под капа на Европската унија и тука се практично сите европски промотери и беше навистина чест да се биде 7 години колку е максималниот мандат член на бордот на директори, истовремено генерален секретар. Јас се разбира подобро знам и не сакам да зборувам за... Јас го знам за угледот што фестивалот го има во еден тој широк европски круг, така да многу директно сум запознат со начинот на организација и така натаму. Да, јас и натаму ја правам програмата, па ќе видиме. Вие, да речеме, ве познаваат како дека држите до своите ставови во организацијата, дека независно од условите во кои што се случува фестивалот, тврдоглаво одите да ги обезбедите најврвните условите кои што им се потребни на музичарите. Дали тие сваќаат во која земја доаѓаат и колку е тешко да се обезбеди оптимум за да настапат и да се почувствуваат и да си отидат од земјава онака како што си одат од сите најпознати джез сцени. Бидејќи некои од нив, јас читав кои се обидов да извадам нека статистика, некои доаѓаат, битни луѓе доаѓаат по неколку пати и оваа година имаме една звезда, но тие не се дека се пензионирани, туку дека имаат нов материјал кој што го промовираат на турнеа и во екот на таа музика се. Па сега за тврдоглавоста околу мојата работа во фестивалот и во програмата и внатре, па Белки ми ти знаеш нешто, бидејќи работеше некоја година за джез фестивалот, помниш? Големо искуство. И не се променило тоа. Инаку мислам дека музичарите кои доаѓаат овде па се враќаат, по суштина и не знаат во која земја дошли. Не зборам за географски и така натаму, зашто тие тука седат по неколку дена и впечатокот што го носат за земјата назад е оној впечаток за самите организатори, односот кон нив се разбира и публиката како реагира на нив. А ние правиме навистина се, у оној, тоа не чини пари практично повеќе до односот, ние правиме се да они се чувствуваат добро, да ги прошетаме низ Скопје, се разбира избегнувајќи го централното градско подрачје, повеќе старата чаршија, Пантелеймон, Свети Спас и така, бидејќи еднаш кога се собраа заедно со директори, поставија некои прашања околу плоштадот и некои споменици на кои беше тешко да се одговори рационално. Така да сликата што они ја имаат за Македонија е таа што организаторите е таа што ние ја даваме, а таа убавата страна, значи таа слика е малку лажна. Во секој случај, они се воодушевени од Македонија и тоа е добро. Да. Јас морам да признам, без никаква тенденциозност, но се обидов да ви најдам некоја фалинка и сите се бунат дали е застапена македонската музика доволно. Кога пресмета во 37 години дека настапиле сите што навистина заслужиле на таа сцена, рамо до рамо со светските джез музичари, значи настапиле и Владко Стефановски, Тони Китановски, Маџиров, Джијан, во изданијата, вие Фолтин ви се на први албуми на Фолтин, на Илија Пеовски, на Синтезис, да не зборувам. Прво мора да се води сметка дека Скопскиот джез фестивал по таа етикета CF Records беше првиот кој издаде прва джез плоч и практично на сите клучни македонски изведувачи на джезот СФ беше тој што ги Скопскиот джез фестивал ги издаваше цедињата, нели годинава го издадовме цедето на Гоце Стевковски, неговото второ, а за фестивалот специјално ќе има промоција, значи
материјалот е снимен, мастериран, отиден во печатење, ново CD на Тони Китановски, или поточно речено, тоа иде под име Panda 5, група во која е Тони Китановски и можем слободно да кажам со останатите четворица, иако од понова генерација All Stars селекција на македонскиот джез. И тоа е еден придонес исто на джез фестивалот, а го користиме и поводот во 30 години од својата музичка дејност, ќе има една специјална вечер во 2 дела со Тони Китановски. Инаку, го споменав сега Синтезис, иако мислам малку подоцна ве прашам, знаат сите како фишчекор се направи кога ги поврзавте со словеничкиот продуцент. Мислам дека синоним за групата стана Во наше село и тоа е тој албум кој што вие го работевте со нив во студиото М1 на македонската радио и телевизија. Покажате дека тој вид на музика може да звучи и симфониски, направија големи концерти со Македонската филхармонија, ги ставивте на репертоарот и тие оркестри, Македонската филхармонија и биг бендот на македонската телевизија. Како, дали сега чувствувате дека некако се испреплетоа многу жанрите, па во на тие фестивали на джез музика има и етно, world, дека современата класична музика веќе се допира, ви создаде тоа проблеми или ви ги олесни работите? Вие почувствувавте потреба да направите уште еден фестивал? Сите беа од Мориканте, Турекунда, сите беа дел од джез фестивалот. Да, тоа е исто еден фестивал на кој јас сум многу горделев и идејата многу спонтано произлезе овој фестивал. Да, тоа излезе спонтано, меѓутоа и не толку спонтано, затоа што пред тоа она што се вклопува во, ајде да кажеме, еден музиколошки, не баш прецизен израз world music или музиката на светот, беше присутна на джез фестивалот најмногу преку африкански и бразилски изведувачи. И се реши, бидејќи јас ја сакам многу исто таа музика, да се направи и друг фестивал таков. Со тоа што последниве десетина години со постоењето на ОФЕС, тој World Music практично и го нема на джез фестивалот. Тој стана жанровски малку почист, дури и по-авангарден на некој начин. А она што е World Music се пресели на НОФЕС. Меѓутоа, во историјата на така наречената World Music и експлозијата на музиката од светот, знаете, со Цезари, Евора, едно друго, тоа дојде негде пред 30 години. И први кој ги промовира тие, да кажеме, уметници од сите континенти беа джез фестивалите. А денес ги има на джез фестивалите исто, меѓутоа денес ги има и на големите рок фестивали. Тие дури подоцна почна да прават такви сцени, практично сите големи фестивали. А што се однесува до филхармонијата, се разбира дека сериозната музика има по многу своји основи допирни точки и у фазата на создавањето на джезот. Постојат секогаш одреден број проекти кои се прават со филхармониски оркестар. Не е тоа голем број и кога нешто има интересно се става на програмата. Ние имавме неколку такви случаи со Рабија, Камил, со Владко и така натаму. Мислам дека во иднина ќе има уште еден таков скоро во наредните 2 години. Авишај Коен, басистот, он имаше проект со филхармонија, меѓутоа дека тука се работи за некое време кај што доаѓа до некое ново спојување на жанровите, не. Нема да ви се... Мислам, непотребно е да зборуваме за тоа дека некои промотери ви се мешаат во штипки, највулгарно кажано.
но се знае дека она што е настан на джез фестивалот е таа вистинската форма на представување и дека е единствената логична средина во една ваква земја да се концентрирани настаните околу тој джез фестивал. Вие дури не се ни трудите да организирате, а можете во други термини вон джез фестивалот. Дали сметате дека тоа е капацитетот на земјава реален во една седмица да може да се проследат светските джез трендови? Не сметам дека не е тоа капацитетот и она што кај нас не достига е во текот на годината поголем број на джез фестивали ширум републиката, се разбира по големите места. Има во Штип. Има, значи, нешто се случува. Еве, Прилеп фати една убава традиција, па едва и се сочува во последен момент годинава. Потребен е джез фестивал во Гевгелија, во Охрид, во Струмица, во Штип, значи... Не може да дојдат на ред од Пивофест во сите градови со турбофолк звезди? Може да дојдат во ред, ама има нешто друго. Не може да дојдат во ред да земат од градот некои пишливи 5000 евра и да направат фестивал, кај што има еден странец, други може да бидат македонски групи, со тоа се дава и поише шанса на македонските групи. Не може да дојдат на ред, затоа што, еве, годинава сме сведоци дека државата, како никогаш повеќе, дава пари токму во... Значи, не може да се дојде до ред за пари. За такви едни 5000 евра, каде што секоја локална самоуправа може да ги даде. Годинава ние имавме случаи за Цецали, Северина и уште неколку, прилично скандалозен да општина Охрид со одлука дава пари кои се народни пари за тоа. Вие сте дел од многу процеси во земјава. Во секој случај, само да довршам, джез фестивалот не е доволен. Потенцијално овде има и други добри промотери. Еве, само на Скопје да се сведеме, потребно е преку целата година да има почесто концерти кај нас. Вие сте дел од процесите на разбој на сцената. Знаеме, неколку луѓе се вртат, односно излегуваат од тој дом на млади 25 мај, каде што е зародишот и на Скопскиот джез фестивал. Работевте во Македонската радиотелевизија, по професија имате завршено електротехнички факултет. Не е чудно што ете условите и звукот ви се познати, што имате забелешки на салите и со право. Кажете ми дали порано имаше систем, па работите функционираат или просто времињата се различни, па не можеме да правиме паралели, како тоа порано по-системски се приоѓало кон нештата и каде државата водела сметка како ќе се развиваат поедини жанрови, кадри и така натаму. Како се снаоѓаме или се снаоѓате денес? Па сега, значи, тука прво треба да се направи време од стара Југославија, која имала своји предности во однос на сегашното функционирање на системот, можеме да видиме и овие колку сме независни, 27-8 години. Сепак се градела една поздрава политика или не, јас сметам дека во 90-тите години работите од аспект на културата далеку повеќе беа поставени на своје место него во последните, да кажеме, 10-15 години. Тука, значи, мислам и во периодот на долгото владење на ВМРО, меѓутоа и во овој период година-две на новата власт. Имате чаре, рецепт, сугестии, ве прашува, некој ги прашува, некои искусните што фатиле од повеќе времења, што се докажале дека се добри во работата? Па, тие не креваат и кога ги бараш ниту телефон. А камо ли тие да кренат да те прашаат? Така да не се работи за тоа. Политиката е друго нешто и политичарите се друга работа, меѓутоа еве зборуваме за Европска унија и така напред. Европските искуства се доволни. Значи да појдат, еве,
Ljubljana, Виена, во Вие бевте уметнички Германија. директори на И Љубљанскиот само да ги фестивал. земат тамошните искуства и тамо да ги следат. Дури и во смисла на формално правните, законски и така натаму. Само да се пресликаат на наше тло. Значи имаме уште многу ние домашни задачи да За решавање. и културата да ја доведеме во некој ред покрај другите работи што треба да ги. Нема да ве прашувам за медиумите, тоа е општо важечко дека многу малку ја поддржуваат реално, освен паушално и како на ниво на информација, културата и работите што се случуваат. Веројатно немате никаде да кажете, ниту звездите да кажат што. Па и без да ме прашаш, ја би ти кажал нешто. Еве што, ајде кажи ми на која телевизија ние имаме огромен број како бројка телевизија, уште со национална концесија ти можеш да видиш концерт на филхармонија. Освен на националниот сервис, предпоставувам, И тука малку. во доцните часови. И тука речи си не. И што да не збориме за бројот на емисиите за култура и за стапенот на културата во, например, ударните вести дневно информативни. Иако тоа е специјален, тоа е посебен процес во Европа и Европа пати од ова, сите телевизии да страшно имаат комерцијализирано програмата и така натаму, али не до ова ниво како што ги имаме кај нас. Конкретно разговорот ќе ве прашам бидејќи разговараме во очи на новото издание на Джез фестивалот, кои се адутите, знам дека вие од прв до последен ќе ги кажете, но што е она што е ново и што ќе го разликува овој Джез фестивал од минатите? Па овој фестивал може да го разликува од претходните последното. Може би овој фестивал е програмски правен најмногу по филозофијата или по мојот пристап да ми се допаѓа мене и да има добар одјек во Европа по тоа како е направено програмата, не водејќи во сметка за вкусовите на овдешната публика. Тоа значи дека ако се сака пополни сали и така натаму, сосем друга програма би требало да биде. Тоа е друга работа, дали тоа веќе би бил креативен джез, бидејќи у сите жанрови има и добра И лоша. и Варијанта, лоша да. музика. Она што годинава ќе го разликува е што практично сега има еден исклучок кој ќе се наоѓа после Скопскиот концерт на турнеја. Сите концерти се на што не било до сега така, на ексклузивен основ, тоа значи Специјално сите доаѓаат во Скопје и се враќаат назад. Дал се работи за Арто Линзи, кој доаѓа од Рио де Жанеиро, па продолжува за Токио, дал се работи за норвежаните, дал се работи за Вадада Смит или Хариет Таман, кои доаѓаат од Њујорк на единствени концерти, дали се работи за Трстон Мур, кој доаѓа овде и сака да остане да види Македонија 3 дена од Лондон и се враќа во Лондон. Па и цел хор Торнхајм Voices. Торнхајм Voices, да, исто така доаѓаат за еден концерт од Торнхајм и се враќаат назад. Значи не е користено она што е поевтино да се биде на турнеј и како никогаш досега програмата нема толку современ, модерен, експериментален карактер, се разбира со овој ексклузивитет кој го споменав. Не верувам дека имаме време да ве прашам за огромната колекција музика која што ја поседувате, за кружокот на пријатели со кои што си одите по фестивали, исто така богати колекционери во земјава, и тоа е навистина еден чуден феномен во една ваква земја со немање таква традиција, да се само успесите може да ги препишеме на група ентузијасти. Сигурно не
од ова подрачје нема да излезе Jazz фестивал. Веќе за World и етно, тука сме компетитивни. Ако гледам малку пошироко, неколкуте најдобри фестивали во кои инаку се вброени Скопскиот, а никако најголеми, бидејќи има огромни фестивали. Највлијателните сакате да кажете, најценетите? Да, бидејќи јас ги знам луѓето, се водени од луѓе кои се тука поради тоа што го сака, поради музиката, а не поради некои бизниси и така натаму. Инаку тие работи се менуваат, така да и низ Европа најдобрите фестивали, најдобрите програми се апсолутно врзани со вистински чиста слика влюбеници. и прилика на луѓето што го направиле тоа. Јас ви благодарам за овој разговор и ви благодарам за сите звезди што имавме можност да ги видиме овде. Не можам ни да замислам ако требаше да одиме да го гледам Јан Гарберек надвор, во екот на кариерата, или Џон Зорн, или Алди Меола, Чик Корија и да не ги редиме натаму. Благодарам. Благодарам и на тебе.